Ќе останат ли македонските граѓани изолирани, додека Европа се имунизира и се прават подготовки како да им се олесни патувањето на европјаните? Македонија само чека. Европската комисија овој месец ќе предложи воведување дигитални ковид пасоши. Планот за воведување на така наречената дигитална зелена дозвола ќе биде представен на 17 март и Европската комисија ќе соработува со меѓународни организации за да обезбеди систем што би функционирал и надвор од Европската унија. Оваа потврда ќе представува доказ дека едно лице е вакцинирано против COVID-19, ќе покажува резултати од тестирањето за оние кои не се вакцинирани или ќе дава информации за заздравувањето на оние кои биле заразени со коронавирусот. Државите ќе имаат право да постават и своји критериуми за влез. Целта е постепено да се постигне безбедно движење низ Европска унија и надвор од неа, поради работа или туризам. Држави како Грција, Шпанија и Португалија ја претискаа Европската унија да воведе ковид пасоши, сметајќи дека на тој начин ќе се поттикне европскиот туризам ова лето, додека Германија и Франција се спротивставуваа на оваа идеја, сметајќи дека е дискриминирачка, и додека во Европа и во соседството се реализираат плановите за имунизација, кај нас има само план, ама нема како да го реализираме. Единствените вакцини кои пристигнаа во Македонија се оние кои ги добивме како донација од Србија. Дозите од вакцината на Синофарм кои ги чекавме до крајот на февруари се уште ги нема, а властите излегуваат само со нови оправдувања. Се чека и од ковакс механизмот, но и за тоа нема конкретен датум. Граѓаните се револтирани зошто властите не исполнија ништо од она што го ветија и бараат одговорност.